Планински чај. Планинскиот чај е едногодишно растение кое расте на високите планини. Застапено е на Балканскиот полуостров. Познат е во народната медицина по своите лековити својства. Листовите се долги и слоевити, а на врвовите се заоструваат. Цветовите се наоѓаат на врвот од билката во соцветија и имаат жолта боја. Расте на поголема надморска височина, во суви предели и песокливи почви. Оваа билка цвета од крајот на мај до август, во зависност од надморската височина. Планинскиот чај е високо ценета билка во народната медицина. Чајот се прави од надземниот дел на билката, која има специфичен и мирис и вкус. Во различни региони виреат разни подвидови познати под повеќе имиња. Шарпланински чај, пирински чај, овчарски чај и така натаму. Најмногу има на високите планински пасишта, најчесто на висина над 1500 метри надморска висина. Може да се одгледува и во вештачки услови, во алеи со песок, или масивно да се сади на планинските пасишта. Постојат неколку слични видови од истиот род, за кои не е јасно дали се посебни видови или подвидови. Бидејќи билката расте во изолација, во високите планински предели и многу често секој вид или подвид е ендемски за таа планинска верига. Кај нас е познато дека чајот што се бере на галичица е малку различен на вкус и изглед од тој на шара и бистра. Исто така може да се најде на островите на Егејското море, а најмногу на Крит. Планинскиот чај е високо ценета билка во народната медицина. Се употребува како универзален лек против настинки, грип и за целокупно јакнење на имунолошкиот систем. Научните истражувања покажуваат дека е богат со антиоксиданси и може да се користи за превенција и борба против рак. Исто така, докажано е дека делува против бактерии и воспаленија, а може да се користи како алтернативен лек против остеопороза. Растението со своите лековити својства било познато уште од античко време. Со популаризацијата на алтернативната медицина станува се попопуларно поради своите антиканцерогени својства. Кај нас се помалку може да се најде на планините. Дивите берачи го берат во големи количини, уште пред целосно да расцвета. Се продава исушен во снопчиња по пазарите и се почесто се одгледува во вештачки услови. Советите од народната медицина не се замена за стручен лекарски совет.